Ние сме приятели много отдавна. Бил съм много пъти в Македония, в Скопие, в Битола, в Охрид, на Илинденски ден, на вашият празник, в Скопие няколко пъти. Играли сме ора там. Много арно, много хубаво. Ние сме един народ. Македонският народ не може да се дели. Не може да се парти. Той е един в цял свят. Ако някои сакат да го делат, те си одат против тях. Аз не го харесвам това. Да може да се отворат пак славите армакедонски да доаѓате кај нас, ние да доаѓаме се кај радуваме вас. за това нещо. Тук гледаме телевизия, много нещо. Положението е много... Не е добре там. Така ли? Или... Нещо Тука политиката... е мунати повеќе, еве ние сме живи и здрави, се бориме. По-важно е ние да сме живи и здрави, Да. да се обединуваме. Македонија нон-стоп ја напаѓа, таква е Ние состојбата. некој нападат, ние ќе ја радуваме. И ние пак ќе пееме, пак ќе Пак славиме, ќе ќе пееме само простуваме. за Македонија. Епа тоа сме македонци, да си не живи и здрав, е така. Ајде. Живи и здрави да сме всички и да се обичаме Амин. колко се може повече. Амин. Бог напред. Амин. Со Ние Господ след напред. него. Амин. 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 Е така. От 10 години поддържаме връзка с театъра Скръп и утеха и там се явяваме поне през 2 години, през 3 отиваме на македонски слави там. Защо са се прекъснали, какво парени няма и ако имаме една молба към владата, това нещо да се отново да започне, да може така да са двата народа да могат да си контактуваме, да си. Ние сме един народ, трябва да продължи. И вие да доаѓате со прекрасните песни. Ние с нашите песни, вие с вашите изяви и представи. Това по-хубаво няма. И една голяма молба е към вашата влада да може и там да намерят пари да ви дават, да може да се развива това нещо. Чулте Господ како се вика, Господ напред. Това е култура, това е таковата. Двата народа трябва да сме едно. Така е. И много, аз още един път помолвам вашата влада там да вземе под внимание това нещо. Защото има млади назад след нас, трябва да държим тази връзка, трябва да дойдат и ваши да дойдат. Всичко да си върви както си му е било до преди 1-2 години. Ние сме много задоволни от там, доволни, хубаво, добре прекарване, хубаво посрещане. И ние тук се стараем някакси така да ме И посрещнем. вие не пресрекнате прекрасно. Да. Тоа се моменти за паметен. Со Господ напред се надеваме дека ќе ги возобновиме, пак ќе ги правиме. И аз това казвам. Трябва да се възобновят и да може да ходим това едно нещо, което се е започнало да се скили за един път, не става. Така е. Трябва да продължи. Какво друго да ви кажем? Желая ви здраве и щастие и владата там да обърнем внимание на това нещо.
Значи, Република България претендира за територии. Нашата Пиринска Македония завладяха Егейска Било-Бугарско, Вардар-Бугарско, а Македония, що не сака си възвърни своето, деца е своето. Мани границите, поне за нас македонците, да има тези свободни права. Македонци пък пишат българи. Да има тези свободни права. Да се намешат, както 1994 година България на столното в Щатите. Съединените щати викат, това вика Македония, няма България. И тук го казват, ако си има си България, нека. Но тук ние, нашата Пиринска Македония, да сме по-свободни вече. Забрана на Омо или забрана на всички македонски права. Малко да сме намеса от Македония, тук ваши хора, нали, как ние сме си братя, и така да бъде. Да има малко намеса от Скопие. Това е. Да си ни жив и здрав, благословен во Христа. Амин. Така. Да дай Господ да се видиме пак. Пак и се видиме. Амин. Живи и здрави, тук сме. Амин. 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 Сакам да кажа. Най-напред, добре се дойдем. Стана веке традиционно да ни гостуват и театърска библиотека. Лицето на Страшо и на Игор. И сме задоволни от тия ваши посети, защото за нас, македонците, в България, Македонския културен център в София не съществува и не работи. Или ако работи, не знаем, що работи. И такива люди като вас, като някои пеячи, що идват кай нас македонски, поддържат македонския дух кай нас. За жал, държавата Македония абдикира от всяка културна соработка с нас. И много отговорно го речем, че знам, от течение съм с доста неща. Не знам причините какви са. За жал, потърпевши сме ние тук и македонците от Пиринска Македония. Зато и посекуваме театъра Скръпи Отеха, по-чести соработки, по-често да гостувате кай нас, дано се средат работите в Македония, Дионисиевите генови да почнат да функционират кай вас, да можем и ние да идваме кай вас, с наши уметнички дружества, околни дружества, да се работуваме. Силно е там, културно се работи македонците. Желавам успех на вас и на всички македонци. Добър вечер на всички български съдържи. Изчакахме да се време гордо, колко можахме, събрахме се. Известно е, че тук на гости в нашото село са хората от театъра на град Скопие Скръпи Отеха с тяхан директор Чехомир Стояновски, Страшо Милошевски и техническия изпълнител Игор Стояновски. Знаете, който снима. Хората имат някакво тяхно си задание и обадиха се и ние сме били при тях. Доволни са хората, тукащо посрещане, тяхно посрещане и са решили да ни гостуват. Ние приемем с удоволствие това, като аз съм съгласувал всичко с колектива и ги посрещаме днеска в
Ляски. Добре дошли и давам думата на директора на театъра, Тихомир Стояновски, да си кажат и Страшо Вангеловски. Кой ще е първия? Страшо Вангеловски е во Македонија, а тука пред вас е Страшко Милошевски. 25 годишен младеж и актьор театърот Скрп и утеха Скопје, Македонија. Обновител на славните традиции на театърот Скрп и утеха на Војдан Чернодрински. Ке се обидеме вечера овде заедно со вас да се подсетиме на славните и убави времиња преди неколку години, преди 5 или пред 10 години, кога доваѓавме овде на овие простори, игравме представи и кога бевме млади со црни коси и со црни бради. Сега времето сланата не ослани и побелеме. Што да правиме? Сакам да ве подсетам само на една заклетва која ја давале нашите војводи, нашите комити, кога оделе од овие краишта, затоа што еден мој драг пријател, господин Джордж, кажа една дума која ја чул од баба Гроздана, јас ке ви ја повторам тука, дека Македонија раѓала војводи, комити, борци за слобода на Македонија од Пиринско. Раѓала учители, световодители, душоводители од Егејско. И за жал, од районите од кај што доаѓаме ние, раѓала и предавници. На вас ви е многу добро познато, не толку на мене, колку на вас, колку крв се има пролеено по софиските улици во периодо од 903 до 36 година. Колку наши револуционерни дејци ги имат загубено своите животи токму од предавниците, од предателите на македонското дело. Ние нема да се занимаваме со тоа. Ова беше само еден краток вовед колку да влеземе во ситуацијата, во атмосферата. Се колнам во името на Бога, верата и честа си, дека од денес па до судниот ден ќе се борам со сите сили за слободата на Македонија и Одринско. И дека ќе се починувам на заповедта на моите началници. И дека нема да ги предадам работите кои ќе бидат доверени, ако не се починувам на волјата на моите началници. И ги предадам работите кои ќе бидат доверени да бидам убиен од браќата со оружјето кое сега го бакнувам. Македонија нема што да чека повеќе. Но ние се уште не сме подготвени за кревање на востание. Бројот на оружјето, муницијата, луѓето со кои располага организацијата не се доволни да се спротивстават против Отоманската империја. Меѓутоа, ние како организација сме должни да им дадеме едно мало предупредување на османлиите во Стамбул. Уште веднаш да се крене Отоманската банка во Солун. Рушењето на мостот во Ангиста предизвика голема возбуда во Стамбул и во европејските престолнини. Значи, гебиджиите, ако се подготвени, веднаш да тргнат во акција. Павел Шатев, Кирков, Арсов, Богданов, сите тие да тргнат во акција. Нивното дело
ќе биде само вовет во востанието. Се разбира, може да биде и само едно мало востание само по себе. А културните европејци, што? Културните европејци, тие се борат само за своите интереси. Секој вид на било каква револуционерна активност не ги плаши. Се разбира, ако тоа не се совпаѓа со нивните специјални интереси, тогаш помагаат. Само да ве подсетам, грчките разбойници, кога ги палеа и уриваа нивните бродови, што направија милордите од Европа и од Лондон. На Грција и дадоа статус на нација во војна, за да можат нив да ги држат одговорни за штетите што ќе настанат на британските бродови. Значи, делото на гемеджиите не е беззначајна работа. А ве прашувам, нели сме ние прекалено надејани, оти се надеваме како македонци на туѓа помош? Не мислат за доброто на Македонија нивните кралеви, кнезови и министри, а се дебнат меѓу себе и острат заби за плячка. Секој гледа да заграби поголем дел од нашава земја. Ако тргне наваму бугарската војска, ќе тргне и српската, ќе тргне и грчката, а ќе тргнат и арнаутските бегови да касаат од живото тело на Македонија. Кој мисли, кој работи да ја присоедини Македонија кон Бугарија, тој за себе може да каже дека е добар бугарин, но не и добар македонец. Кој работи да ја присоедини кон Србија, за себе дека каже дека е добар србин, но не и добар македонец. Така ја разбирам јас македонската политика, македонската борба. Слобода за сите македонци, слобода за сите одринци. А ние, браќа, до кога ќе се делиме? Кај други не делат, кај други не сечат, кај други не крчбат. И ние ли треба да се делиме? Не треба, браќа. Не треба. Чове, те гледам одалеку. Сам си. Твојот воздушен конј го сопираат бурите над Пирин. Бегаш од себе, а се населуваш во мене. Твојата сабја ми шета низ крвта и ми нуди мегдан со оној што те понел како планина или како смрт. Како оклопник те гледам, загледан во Тодорини очи, а Тодора плаче. Ајде, војводо, да ги напоиме коњите во Сер, па качени на Елтепе, да им кумуваме на молњите. Една за оној што рекол и пререкол. Една за оној што мавнал и пресекол. Една за мене да ме фрсне јадоса. И една за сите нас овде да не жежне и пламњоса. Василе, удри една песна. Василе, молим те. Василе! Една песна, Василе. Zemljo Tursko